Dobrodošli vam. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. Јади Бурек на ТВ Сонце. Жртва Јанко Илковски секоја вечер од понеделник до петок од 20 до 22 часот. Научи стихотворбата како што треба, петка ќе ми стаи учителката, а дома ќе добијам кебапче за награда. Време е да ги испратите децата на спиење, нема они што да гледат. Џабе ми зборите дека Јанко интересен си, кучето, мачето, децата те гледа. Нема што да гледат. Има сега да изгледаат од наредните 2-3 минути малку класична музика, малку опера, малку воспитно образовна и веднаш потоа на спиење. Значи 2 минути и 43 секунди да го видиме господинот, легендарниот диригент Leopold! 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 Package for Bugs Bunny. Барабата и силјото секогаш ќе ја победи културата, тоа да биде јасно. Иначе конфликтот започна затоа што овој му досаѓаше у неговата дупка зајачка, бидејќи овој оперски пејач му пееше еден од најдобрите цртани филмови на сите време, само најинтересниот дел ви го пуштиме. Ајде деца, млексата, ајде у кревет утре на школа. Епа, драги мои пријатели и пријателки, ние ќе влегуваме во зон политикон. Вчера некако го посвети повеќе времето на некои позитивни работи, ве пумпав со позитивна енергија, пред се филм, пред се серии, нешто што најмногу и го конзумираме и да не зависиме од некои цаци, маци, тетки, слични чипкани гаќи од 500 евра и слични такви сподоби, да си бираме самите што ќе правиме, или свињи дебели како мене. Не, вие сте главните. Допрва ќе чувствувате колку сте главни, драги мои. Допрва ќе се осети вашето колку е важно она што го зборам 100 години. И зошто ме мразеа, бидејќи се додворував на народот, бидејќи на народот и на публиката, пред се на публиката се додворував, не на народот, на публиката, бидејќи сметам дека за било чиј обстанок не е само бандоглаво да си тераш што сакаш да тераш, туку да се обраќаш кога веќе јавно настапуваш.
Kako ќе се обраќаш, тоа е веќе прашање на стил, некому ќе му се допадне, некому не. Но треба да бидеш редовен, истраен, постојан и постојано да си ја храниш својата публика, да наоѓа нешто интересно. Никој нема да те сака, но и тој што не те сака ќе те гледа ако пружаш различни материјали. Најчесто импровизацијата ми е тука од огромна помош, кога немам големи планови што да правам. Па некое дисџокејство или видеоџокејско чувство ми е, кое го имам развиено најверојатно и како радио диџеј и претходно како вистински резидент диџеј по разни клубови и дискотеки во земјата, така што се обидувам тој внатрешен филинг, дали ве гледам, дали не ве гледам, можеби ве чувствувам, можеби не, и така натаму, да има некаков флоу за да ве дојми. За жал, нема никаква корист од тоа. Знаете, сето тоа е од една најобична побуда, дека ако има гледаност, има рейтинг, нели обично ќе речете, Јанко вака, така, му падна рейтингот, затоа прави глупости. Знаете што? Ништо не значи рейтингот. Дали ќе имам 1 или 111.000 или 1.011.000 гледачи, ништо не значи. Нема реклами. А и кај другиве телевизии не е исто, бидејќи обично водителите се местат по директорот го наместил, овој го наместил, од партија, овој е подобен, кај вие латас. Овој е неподобен, каде е овој, каде е оној, цаци е сега главна, не може да биде и вона, и така натаму, па нема да има јади бурек, па ќе има, па тоа ќе им се допадне на едните, нема да им се допадне на другите. Но ние ќе одиме во зон политикон и ја ќе се обидам да ви се додворам, бидејќи ми треба вашето мислење вечерва, пред да почнеме со тоа, бидејќи е се уште рано да ги отворам телефоните, иако мислам дека темата може да биде прилично жешка, имено ја немам ја оформено баш најдобро во глава, а може би наредново видео кој ќе ви го пуштам, може би ќе ви ресетира во сосема друг правец да говорите. Имено, знаете, Македонска алијанса и Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски, кој е собственик на ова фондација која се наракува телевизија, на ова невладино здружение кое работи потполно некомерцијално, а и сите ние овдека сме комплетно аналфабети што се однесува до маркетинг или да донесеме спонзори или да се самофинансираме. Фала Богу што нашиот собственик е малку поспособен од нас, а ние ќе се трудиме да му возвратиме, барем ја ќе се трудам да возвратам, за укажаната доверба. Ете, тоа е на таков начин. Што од мене се бара? Се бара од мене една работа која мене ми представува задоволство, а се што е македонска цивилизација, историја, култура, музика, уметност, било кој аспект да се промовира. Тоа се наши луѓе со нивни идеи, наши луѓе со нивни творби, наши политичари со идеја за подобра Македонија. Сето тоа е добре дојдено. Партиите не се добре дојдени во нивното влијание и мешање на уредувачката политика на куќа, но секако се добре дојдени во емисијата. Имено, Стојан Чајагелов после подолго време беше еден од првите од власта, од СДСМ, кои се охрабри да дојде овде во телевизијата и да гостува. Беше благодарен, задоволен од тоа како беше истретиран и се обиде да лобира кај некој од неговите сопартици, да, бидејќи имам ја отворена покана, но мене не ми креваат телефони, го замолив неколку луѓе да ги покани. Секако, сите од СДСМ, сите од власта и од албанскиот блок одбија да гостуваат во Јади Бурек. Не заради тоа дека ќе бидат третирани лошо, туку затоа што си имаат своја партиска наредба да се идат на своите подобни медиуми. Така што Настојанче му падна во тезата дека, нели, се профилирале во претходниот систем медиумите, про и контра и така натаму. Не, тоа го направи Сорос и го направи СДСМ, каде што одреди кои се нивни пријателски и непријателски, без оглед дали има оправдание или не. Така продолжува и тоа натамо, а влегуваме во кампања. Секако, ја нема да пуштам цртани филмови во оваа кампања, мене ми интересира оние кои имаат храброст да седнат овдека карши мене и да им бидат поставени прашања, не како што на нивните партиски телевизии тоа се прави, не како што со нивните подобни новинари,
туку јади бурековски, а секако во некоја синергија со вас. Бидејќи ќе ви ги кажам однапред гостите, а вие ќе имате доволно време да поставувате прашања. Телефони отварање одамна веќе е непродуктивно, бидејќи нема време, ало, се слушаме, стиши го телевизорот, така што испраќањето порака со прашање е многу побрзо и многу повеќе одговори можат да се добијат. За петок ви го најавувам екс-градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, кој ќе дојде овде и за него ќе разговараме за урбаните проблеми на главниот град на Република Македонија, Скопје, што е повеќе од половина држава. Коце во теков на неделова ќе има дуел со Шилегов. Чувствувам дека нема добро да си помине, бидејќи нема капацитет на таков курназлак. Шилегов има да го изеде за појадок и тоа кај навивачката публика ќе пумпа, го згази ова она. Значи, ние не гледаме улица, ние не гледаме дали сме уцапани во некоја септичка јама. Ние гледаме на медиум дали нашиот тепал и друго не ни е важно. Мене па друго ми е важно. Јас секако упатив покана и до Шилегов, нормално дека одби и ќе одбие и нема да дојде, но сепак јавна покана, ќе бидете господине Шилегов истретирани како што и секој изминативе 20 години во оваа телевизија бил истретиран како и вашите колеги и Фрчковски, и Шекеринска, и Бучковски, и Иванов, и икс други кои имаа малку повеќе храброст и доблест да седнат овде и да одговараат на прашања. Тоа е едната работа. Другата работа, во вторник, исто така од висок профил политички, секако од опозицијата, за жал, власта се уште не се охрабрува, иако имам некои срамежливи дека некои од власта сепак ќе се осмелат да дојдат и добре дојдени се. Моето е само да излечам што е можно повеќе од нив, не да им се спротиставувам на нивните ставови, не да им ги реафирмирам нивните ставови, моето е да поставувам прашања. За клучоците, јас не треба да ви ги носам. Ја не сум Васко Ефтов, ја не сум како некои новинари или како Оливера, повеќе да им држам лекции на моите новинари. Ја кога многу зборам, тоа е затоа што потпрашувам. Затоа што многу не разбирам и барам до објаснување. Знам дека тоа ги навредува оние што се малце поинтелигентни од мене и што во една реченица го разбираат гостинот, но за пошироката публика секогаш е потребно и малку повеќе до објаснување. Но за разлика од сите други емисии, јас имам 120, 1 на 1, тет а тет, нема дуели кај мене. Ете, значи во петок Коце Трајанов. А сега би сакал да ви пуштам нешто пред да ги отворам телефоните. Тоа е една... видете, ова е емисија која ја емитуваше РТС, Радиотелевизија Србија. Се вика Квадратура на кругот или Квадратура круга, низиниот официјален канал. На 16 ноември они објавија интересно видео кој ќе ви го прочитам во оригинал и ќе ви ја пуштам оваа 20 минутна репортажа и осврт, 25-6 минутна. Вели вака: граѓанскиот рад во Грција, кој званично траеше, официјално траеше од 46 до 49, а практично почне уште 1944, ги разори многу семејства, испиша бројни трагични судбини и остави трајни белези на децата, од кои некои се некои во избеглиштво поминале и преку 15 години. Во таа братоубилочка војна, во кој од една страна се бореле вооружените сили на грчката влада, а од другата страна грчките комунисти, настрадаа 50.000 луѓе. Интерно раселено се околу пола милион луѓе, а само од Егејска Македонија имаат избегано повеќе од 50.000 луѓе. Од тој број, 28.000 од нив биле деца, 24.000 македонски, 4.000 грчки, кои избегничките години ги поминаа во домови во Југославија, Унгарија, Полска и Чешка. Повеќе од 50.000
побегнати од Егејската Македонија, никогаш веќе не се вратија во својата татковина, а многу од пребегнатите деца останаа да живеат во земјите во кои се каде што ги поминале и деновите кога пребегале. Уредникот на емисијата Бранко Станковиќ е автор на 18 документарни филмови и 2 драми кои се екранизирани на РТС и мноштво документарни емисии кои, како и филмовите, се наградувани на домашни и меѓународни фестивали. Секако под копирајт на Радиотелевизија на Србија, кој се наоѓа на нивниот официјален YouTube канал, ние ќе ви го пуштиме ад хок изворно како што е. Prošlog meseca navršilo se 70 godina od završetka građanskog rata u Grčkoj, koji je zvanično trajao od 1946. do 1949. godine, a praktično je počeo još 1944. godine. U tom ratu stradalo je oko 50.000 ljudi, interno je raseljeno preko pola miliona njih, a samo iz Egejske Makedonije izbjeglo je 28.000 dece i još toliko odraslih. Mnogi od tih izbjeglica više se nikada nisu spojile sa svojim familijama u Egejskoj Makedoniji, a deo njih i danas živi u Poljskoj, Češkoj i Srbiji, gde je izbjegao za vreme rata. Vojната тогаш Marta 1948. smo zbog rata napustili selo. избегавме од селото. Избегавме за Izbjegli smo zbog rata koji je počeo. доаѓа во селото авион. Selo su nadletali avioni i bombardovali ga. Комунистичката партија организира децата. Komunistička partija je organizovala spasavanje dece s ratnog područja. Војната да се спасат. 3 aviona su došli i pola sela su zapalili. Koliko ste imali godina kada ste izbjegli iz Egejske Makedonije? Ja sam imao 7 godina. Јас сум Imala sam 10 godina kada sam pošla u izbjeglištvo. да бегам. Ko je još iz vaše porodice krenuo u izbjeglištvo? Krenuli smo brat stari, sestra starija i ja. Мајка ми и татко ми не испрати брат. Moji roditelji su poslali mene i moja 2 Уште еден brata, брат, тројца. А дома a starija sestra i mlađi brat su ostali. Помал брат имав. Zašto nisu dozvoljavali roditeljima da krenu sa vama? To bila taka politička sprava. Znači, da bi roditelji borili se za demokratsku armiju Grčke i nisu imali obavezu prema familiju, prema deci, nas su otklonili od roditelji i roditelji su ostali u Grčku i pomagali su formacije demokratske armije Grčke. U martu 1948. godine građanski rat je već uveliko buktao u Grčkoj. 24.000 makedonske i 4.000 grčke dece krenulo je tog meseca u izbjeglištvo i u neizvesnost.
Posle njih iz Egejske Makedonije izbjeglo je još 22.000 odraslih. Šta su vam tada rekli, gde i kuda idete? Pa ni rekao je da kak ide... Rekli su nam da ćemo ići preko granice za Jugoslaviju na nekoliko meseci. Ali nije bilo tako. Kolone i kolone izbjeglica danima su se probijale kroz vrleti planina severne Grčke. Šta ih je sve sačekalo i zadesilo na tom putu? Oni su bili gladni, bosi, jer neki su putovali čak 40-50 km peške da pređu grčko-jugoslovensku ili grčko-albansku granicu. Moramo imati u predvid da su to bili klinci od 3 do 14 godina. Tako da svi oni koji su mogli da idu peške, onda su krenuli, pa svaka ta grupa je imala po jedna cura koja je bila starija od 16 godina do 22-3 godine, koja je bila, oni su je zvali majka. Od tih 28.000, većina njih su putovali preko noći, jer su se bojali od aviona koji su leteli i često su bili čak i bombardirani. Probijanje dece kroz besputne planine severne Grčke za neke od njih trajalo i po 20 dana, dok nisu stigli do jugoslovenske granice. Gde ste onda smešteni kada ste prešli jugoslovensku granicu? Pa tu bili smo u selo, Nakole se naziva Lubojno, Dolno Dupeni. Tamo smo prespavali jednu noć i drugi dan rano došli su kamioni vojni i transportovali nas do Bitoli. Od Bitoli sa teretnim vagonima odvedli do Brailovo, to je selo blisko Priljepa. Tamo je bio sabirni centar za sve deca koja su prešli granice. I 7 dana smo ostali tamo kao karantin, bilo je to. A odatle su ih slali u različite države, u principu to su Poljska, Mađarska, Čehoslovačka, tad Sovjetski savez, evo Vojvodina, recimo u Jugoslaviji su bili u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Srbiji. Sva ta deca išla su u Jugoslaviju i u zemlje istočnog bloka, gde su komunisti bili na vlasti, jer to je bio dogovor između Komunističke partije Grčke i vlada tih zemalja. I sad, koja je pozadina svega toga? Iza te preselove, znači, je bila Grčka komunistička partija. Jedan je onaj humaniji aspekt, da zaštite dece od užasa rata. Druga pozadina je bila u tome što grčka armija i grčka komunistička partija je imala potrebe od novih boraca. A onda kad ovi deca su napustili, onda su svi ostali koji su ostali u selima, onda su se priključili te armije i zato je krenuo taj val. Ali interesantno je zašto su Makedonci koji su živjeli tamo, zašto tako masovno se priključili komunističke partije Grčke. Nisu svi bili komunisti po ubeđivanju, nego komunistička partija Grčka je bila jedina koja je priznavala bilo kakvo postojanje makedonske manjine. Iz sabirnog centra u Brlogu deca su transportovana dalje, ka Beogradu. I tu smo u Beogradu po dečjim klinicama, vojne bolnice, ne vem co to bilo. Uzeli su nas, okupali, sve od nas skinuli, novo odela smo dobili sve i 2 dana u Beogradu smo bili. Bolna deca su zadrženi na liječenje u Beogradu, a mi deca drugi odveli nas na željezničku stanicu i u Beloj crkvi nas odvezli. Jeste tamo imali neki smeštaj organizovan za sve? U Beloj crkvi, pamtim, bio je taki jedan dom, duži dom, lovački dom bio je na reci Nerat, na samoj granici Rumuniji. Tam smo ostali kao karantin je bio negde okolo 7-8 dana i potom su nas odvezli u grad u Beloj crkvi gde je bilo organizovani smeštaj i prihvaćanje nas.
Jesu li sa vama u Beloj crkvi bili brat i sestra koji su također Ne, izbjegli? brat u Barilovo je ostao kao stari i odelili su od nas i odveli ga u Rumuniji. I mnoga druga deca koja su izbjegla iz Egejske Makedonije razdvojena su od svoje braće i sestara i vozovima iz Beograda transportovana dalje ka Mađarskoj, Češkoj i Poljskoj. Mnogo danovi pa tu. Putovali smo danima i ne znam kuda. Uglavnom dobijali smo hranu. Ne znam koliko dana smo putovali kada smo dospeli u Češku, u Mikulov. Ta stanica imaše polno narod, ne čekaja, i doktori, i Tamo nas je dočekalo medicinske mnogo ljudi, a među njima i doktori i medicinske sestre. Kada su otvorili vrata vagona, izašli smo svi čupavi i prljavi od dugog puta. Не чешла ни по толку време што патувавме. Почна да не прскат со Odmah su počeli da nas prskaju nekakvim praškom, DDT-em ili nečim sličnim. ни испрскаја и после не од некоја Posle su nas lepo okupali, банјата се избањаме. Po dolasku u Češku, deca su smeštena u grad Brno, u kome je bio sabirni centar za izbjeglice iz Egejske Makedonije. Тамо се собираја. tu je bio sabirni centar za decu izbjeglu iz Grčke. Надоја бројки. Бројки зашто Tek tada smo dobili brojeve jer im je tako bilo lakše da nas identifikuju nego po imenima. Име и презиме, подобро му беше со бројките. Gde ste nosili taj broj? Nosila sam Na ga vratu? kao ukras oko vrata. I koji ste vi bili broj? 392. Dobila sam broj 392, što znači da je pre mene bilo mnogo dece. Po izlasku iz sabirnog centra u Brnu, deca su raspoređena po domovima u Češkoj. Zatim su nas odveli do jednog veoma lepog doma, koji je preverovatno bio bolnica, sudeći po medicinskim aparatima koje smo tamo zatekli. Bio je ograđen. Deca izbjegla iz Egejske Makedonije tu su započela novi život, ne očekujući da će izbjeglištvo za neke od njih trajati i po 20 godina, a za neke i ceo život. Koliko godina ste proveli u izbjeglištvu? U izbjeglištvu sam ukupno provela 18 godina. Većini izbjeglica iz Egejske Makedonije Srbija je bila tranzitna destinacija, u kojoj je ostalo oko 15.000 dece i odraslih. Koliko ste godina proveli u izbjeglištvu u Beloj crkvi? U Beloj crkvi sam bio od 48. godine do 56. godine. Zahvalan sam ljudima iz Srbije što su nas prihvatili kao svoje deca. I toliko, mnogo su nas čuvali i znači vaspitali na istinske ljude. Kako je bio uloga Josip Broza Tita i Jugoslavije? Na početku jugoslovenske vlasti su slali pomoć u Egejskoj Makedoniji, naoružanje, medicinski materijal, hrane i tako dalje. Međutim, nakon rezolucije Informbiroa 48. onda je granica zatvorena, nikakva pomoć nije bila slana u Egejskoj Makedoniji zbog toga što Komunistička partija Grčke je podržala rezolucije Informbiroa i zbog toga, to je poznata priča, Jugoslavija je bila izolovana i Komunistička partija Grčke je podržala Stalina u taj trenutak. Tako da granica je zatvorena. Kad je već granica zatvorena, onda svi ostali koji su, Makedonci koji su ostali u Egejskoj Makedoniji, su izlazili sa ratišta preko Albanije.
kakvu su ulogu u građanskom ratu u Grčkoj imale velike sile, Amerika, Engleska, Rusija? Sovjetski savez je podržavao komunistički pokret u Grčkoj. Sa druge strane, Amerika i Velika Britanija su podržavali, uslovno rečeno, desnicu, odnosno pokret koji je podržavao monarhiju u Grčkoj. Tako da preko taj ratište tamo u Egejskoj Makedoniji je bio onaj sukob interesa između velike sile. U građanskom ratu u Grčkoj, koji je zvanično počeo 1946. a praktično još 1944. godine, borili su se sa jedne strane oružane snage grčke vlade, a sa druge grčki komunisti, okupljeni u Elasu, narodno-oslobodilačkoj vojsci koju je predvodio general Markos. U tom bratoubilačkom ratu stradalo je oko 50.000 ljudi, interno raseljeno pola miliona, a samo iz Egejske Makedonije izbjeglo je više od 50.000 dece i odraslih. Grčka je u to vreme bila poligon za odmeravanje snaga velikih sila, a sam rat u Grčkoj bio je uvod u budući hladni rat između Amerike, koja je pomagala desnicu, i Sovjetskog saveza, koji je pomagao komuniste u Grčkoj. Oko 300 dece je izbjegle u Rumuniju uzrasta od 12 do 16 godina, vrlo brzo je vraćeno u Grčku. Nakon kratke vojničke obuke, ta deca su po nalogu Komunističke partije Grčke poslata na front da se bore. Znači, poslani su te 300 deca i niko se nije vratio. Bili su poslani. Nakon toga promijena je politika i više ih nisu slali. Ali 300 deca su poslani i svi su izginuli na ratištu. Građanski rat u Grčkoj razorio je mnoge porodice, ispisao brojne tragične sudbine i ostavio trajne ožiljke na dečijim dušama. Za vreme izbjeglištva nekoj od te dece menjana su imena i prezimena, a time i identitet. Ja se zovem Talju Georgija, Talova Jurga Popova, Dekanić Gizi, Čire Gizi, Štenjer Gizi i Đurić Guca. Gucu, koja je rođena u Florinu u tadašnjoj Egejskoj Makedoniji, vihor građanskog rata otrgao je 1947. godine iz roditeljskog zagrljaja. Imala sam 4,5 godine, izbio građanski rat u Grčkoj i samo znam od jedan puta kako su počeli da padaju bombe, da se puca na sve strane, samo su naišli kamione, posle su pričali stoji između Narodnog crvenog krsta kamione, uzimali su decu po kućama gde nađu malu decu u dvorište, na ulicu, sve pokupe decu i sve trpaju kamione. I transport terali po zemljama preko Jugoslavije, po zemljama za Mađarsku, za Čehoslovačku, za Poljsku. Guca je imala samo 4,5 godine kada je postala izbjeglica i kada je ponela prevelik teret u duši na svojim dečijim plećima. Za vreme izbjeglištva Guca se selila iz porodice u porodicu, iz jednog u drugo sirotište. I svuda je dobijala nova imena ili prezimena. Prvi porodicu sam bila, oni se zvali Štenjer i ja sam se zvala Štenjer Gizi. Pošto od moje ime Georgija, pošto mi je grčko ime Talju Georgija, ja sam dobila Štenjer Gizi. Sljedeće godine ponovo odem na raspust, ponovo neka druga porodica me uzme, pa tamo sam se zvala Dekanić, pa onda sljedeća godina me uzme treća porodica, tamo sam se zvala Čire, nisam zapamtila ni sva prezimena, koliko sam menjala. Ja kažem sam imala 6, ali možda sam imala dobro 6 ovih, sad što sam udato i to, a možda sam ih imala i 16, to ne znam tačno, koliko sam domova i koliko porodice sam promenila. Roditelji cijelo vreme dok smo mi bili tamo u Mađarsku se raspitivali, ali nisu znali zato što je mnogo djece bilo odnešeno. Neka djeca su bila u Mađarsku, neka u Čehoslovačku, neka u Poljsku, neka u Rusiji, neka u Rumuniji. Nisu znali u kojoj smo mi zemlji. I za to vreme dok smo mi bili odsutni od kuće, moja majka 12 godina nije skidala crnu maramu, ne samo 12 godina. Kad smo došli, isto i dalje nosila crnu maramu. Nikad nije skinula tu crnu maramu, žaleći za 3 ćerke koje je izgubila. 2 Gucine sestre također su bile u izbjeglištvu u Mađarskoj.
Sa jednom od njih Guca se viđala i dopisivala, ne znajući da joj je sestra. O sudbina mojih sestara nisam znala ništa. Slučajno igrom sudbine se desilo da kad sam bila 7. razred, onda u domu sam igrala šah i desilo se da u jednom polufinale da sastavim sa jednom devojčicom. I tako kako igrajući to šaha, sljedeće godine sam opet i sa njom sam bila u finale, sa tom istom devojčicom i mi razmenili adrese. Ali samo onako, ona je bila u drugi dom, ja u drugi dom, ali nisam znala ništa o njoj. I tek nakon, kad sam se vratila u Jugoslaviji, ispostavila se ta devojčica sa kojom sam igrala šah, da je to moja sestra, jedna od sestara, nas je bilo 3 sestre u Mađarskoj. Na svoje prave roditelje Guca je po povratku u Makedoniju gledala kao na strance i nikada ih nije mogla osloviti sa majko i oče. Sam se vratila u Makedoniju u Skoplju, oslovila sam majku po imenu Petra i oca isto po imenu. Nisam mogla da izgovorim tu reč, mama. A isto mi se desilo kad sam se udala i baš to je običaj kod vas, taj svekrva i svekar se zove mama i tata. Ja nisam mogla da izgovorim, baš jednom htjela sam da kažem mama, ja hoću da viknem mama, ali meni je zapelo reč u grlo, ne mogu da izgovorim. I tako da nikad nisam izgovorila reč mama. Ja sam ipak imala sreće da upoznam nakon toliko godina moje roditelje, ali mnogo moje drugarice i drugova su ostali koji nikad nisu poznali roditelje. Ostali su na hiljade i hiljade dece u Mađarsku, koji su morali da ostanu tamo bez roditelja, bez otadžbine. Georgina, Gizi, Guca, Đurđa, Talju, Popova, Štenjer, Talova, Dekanić, Čire, Gizi, Đurić. Sve su to imena i prezimena ove velike i hrabre žene koju život nikada nije mazio. Ne želim nikome da preživi to što smo mi preživili. To je. Građanski rat u Grčkoj završen je 16. oktobra 1949. godine. Samo simboličan broj izbjeglih vratio se posle rata u Egejsku Makedoniju, zato što ih je Grčka proglasila neprijateljima države. 80. godina su i grčka država donijela 2 zakona za repatriaciju, odnosno da se vrate u državi. Međutim, prvo je bio jedan zakon s kim se dozvoljavalo da se vrate samo oni koji su Grci po rod, a onda, jer to je malo modificirano, pa onda 3 godine nakon toga, 1985. godina, onda su doneli još jedan zakon da se vrate samo oni koji su Grci po genu. To je bio glavni razlog zbog koga su mnoga deca ostala u izbjeglištvu i 15 godina nakon završetka rata. Tek 60. godina prošlog veka neki od njih su počeli da naseljavaju tadašnju Jugoslovensku republiku Makedoniju. Posle koliko godina je usledio taj susret sa roditeljima? Posle koliko godina je izbjeglištvo? Pa posle 8 godina. Kako je izgledao taj susret? Jeste prepoznali vi njih i oni vas? Roditelji čekali na željezničku stanicu i nisam ih poznao. A samo brata sam poznao. Građanski rat u Grčkoj razdvojio i razorio mnoge porodice. Nisu sve familije nastavile da žive zajedno. Jer recimo u jednoj familiji gde su bili 5 deca, jedno je bilo poslano u Poljsku, u Čehoslovačku, 3 u Mađarsku, 4 u Sovjetski savez, 5 u Jugoslaviji. U periodu od 1955. do 1970. godine iz istočno-evropskih zemalja u tadašnju Jugoslovensku republiku Makedoniju naselilo se oko 70% izbjeglica iz Egejske Makedonije. Puno njih su bili tretirani kao špijuni Sovjetskog saveza, pa onda su ih ispitivali. Evo recimo konkretno ima jedan zatvor koji se zove Idrizovo u okolini Skoplja, pa čitava familija su nosili taj zatvor, onda su ih ispitivali. I čak nisu se ni dobro inkorporirali u ovo društvo ovdje. Ti ljudi, tokom čitavog njihovog života, su tuđinci, jer bili su stranci u Egejskoj Makedoniji zato što nisu pripadali većinom, znači nisu bili Grci. Pa onda su bili stranci u ove države istočnog bloka.
jer opet su bili stranci, nisu bili na svome. I čak kad su došli tu u vardarski dio Makedonije, u sastavu Jugoslavije, i tu su ih tretirali kao stranci. Ko danas živi u mestima Egejske Makedonije, odakle su toliki ljudi izdani za vreme rata? Žive ljudi koji su došli iz nekih regiona, recimo kao Epir, koji je na granici između Grčke i Albanije, neki su došli iz Male Azije nakon Grčkog-Turskog rata. Jeste li posle rata jednom išli u Egejsku Makedoniju, mesto odakle ste izbjegli? Da, bila sam 2 puta u mestu gde sam živela. To je mnogo lepo selo. Kuća nije srušena. U njoj živi jedna porodica. Oni su Grci došli iz Epira. Nisu oni krivi. Ne se krivi oni. Begalci, tuđinci, Egejci, kako ih sve zovu, žive bez tatkovine ili otadžbine, sa urušenim identitetima, porušenim nadama i željom da i njih jednom neko prihvati kao svoje. I nije snedeca na majka ta zemlja i nije imame pravo da živi me i nije imame pravo da živi me neka od drugi Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелеров ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Џорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од $80 милиони на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Визијата на Ѓорѓија Џорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет, секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Во втората книга, Само сонцето е постаро од Македонија, од Ѓорѓија Џорџ Атанасовски, ке чита коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа,
заложби за одбрана на името и идентитетот. Вечниот копнеж кон татковина. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Францускиот нон-пейпер е дипломатски маневр. Овој потек на Макрон е да си направи алиби дека не е против проширувањето. Прво, во рамки на Европската унија нема согласност за новата методологија за проширување. Дека се работи за нереални очекувања потврдува францускиот услов новата методологија да биде усвоена од Европската комисија во јануари 2020-та. Европските лидери се однесуваат како рогови во вреќа при изборот на новите комесари, што во најдобар случај би значило дека новата Европска комисија може да биде комплетирана најрано во декември. Илузија е дека во јануари прво може да се усогласи, а камоли да се усвои новата методологија на Макрон. Второ, неименуван дипломат за политико вели дека францускиот предлог не се однесува на реформа, туку да стави крај на проширувањето на Европската унија. Во Брисел неофицијално го нарекуваат отровна стрела за проширувањето. Трето, предлогот земјите од Западен Балкан да ги користат така наречените структурни фондови на Европската унија пред да станат членки е тешка замка од Франција. Најголеми корисници на овие ЕУ фондови се новите членки на Европската унија, како Хрватска, Бугарија, Романија, кои во суштина се најголеми поддржувачи на Македонија за да добие датум за преговори. Ако тие се почувствуваат загрозени, односно ако финансискиот колач кој има постојана тенденција на намалување, сега треба да го делат и со Албанија, Македонија, Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина и евентуално Косово. Тогаш и тие ќе го ревидираат својот став за проширувањето. Овој предлог ќе направи раздор. После ставот на Макрон дека Европската унија е на работна бездната, а НАТО со мозочна смрт, дипломатската конфронтација на Франција со Германија и Соединетите Американски држави, кокетирањето со Русија и Кина, некој во Македонија се уште верува дека може да станеме членка на постоечката Европска унија. Во моментот кога Брекзит стана реалност, се е јасно. Македонската алијанса ги повикува СДСМ и ВМРО-ДПМН да се совземат од шокот. Бадијала се умилкуваат и понатаму на ЕУ лицемерите. На татковината ја потребна нова политичка доктрина. Македонија мора да стане оаза на сад на Балканот. Тоа е нашиот стратешки партнер кој секогаш искрено не поддржувал. Се што е македонско и свето ќе се вратиме назад и без компромиси. Чао Европска унија. Никогаш Северна Македонија вечна, пишува председателот на Македонската алијанса Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Гледај
Снимај, паузирај, роденденска неповторлива понуда по повод 15 години Неотел. Земи супер брз оптички интернет, интерактивна телевизија и дополнителен ТВ пакет по твој избор за само 1190 денари месечно до крајот на договорот. Инспирирани од иднината. 15 години Неотел. Онлайн издание со содржини и вести од сите области од Македонија и од диаспората за афирмација на македонските национални вредности во цел свет. Секаде каде што живеат луѓе чија етничка и државна припадност ги поврзува со Македонија. Македонско сонце, 18 години, македонски светски магазин. Зграбија неповторливата роденденска понуда по повод 15 години Неотел. Земи супер брз оптички интернет за само 790 денари месечно до крајот на договорот. Инспирирани од иднината. 15 години Неотел. Во втората книга «Само сонцето е постаро од Македонија» од Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски ќе чита коментари, соопштенија, реакции, изјави, интервјуа, заложби за одбрана на името и идентитетот, вечниот копнеж кон татковина. Славиме 15 години. Неотел. Инспирирани од иднината. Македонска империја. Издание на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитајте повеќе на www.makedonskosonce.com. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски. Неслучајно Доналд Трамп и Рокфелерови ја избрале Флорида за место за одмор и рекреација. Браќата Ѓорџ и Јосиф Атанасовски инвестираа повеќе од 80 милиони долари на непосакуваното место во светот – Ормонд Бич. Стамбениот комплекс Ормонд Ренесанс со супер луксузни апартмани се наоѓа на најатрактивната крајбрежна локација на Атлантскиот океан. Во непосредна близина на комплексот се наоѓаат аеродроми, шопинг и спортски центри, голф игралишта, музеи, културни споменици, паркови, болници. Се на едно место. Плажа, шопинг, рекреација, атракција, релаксација и вие. Ве очекуваме. Седумдесет години од граѓанската војна во Грција, во која настрада македонското население и раселувањето негово низ светот. Низ призмата на Радиотелевизија Србија, која делумно коректна, делумно со нивни визии за гледањата, имаме и ние своји документарци за целата работа, но некако мене повеќе ми импонираше што на годишнината од граѓанската војна, србите некако се го обележија тој ден, тој датум, тој период, некако кај нас сето тоа поминува замаглено,
Окей, еве ги отвараме телефоните и да ги слушнеме вашите јавувања. Верувам искрено дека се уште има живи сведоци од тоа време, од тој период, кои имаат што да кажат, што да посведочат. Ја не би се занимавал што кажале србите, што било точно, што не било точно. Да ги оставиме на страна нив, нити се должни, нити очекувавме. Доволно и олку, секако ние имаме и други документарци, но имаме и гледачи кои веќе звонат на телефоните, па се надевам дека режијата ќе биде љубезна и набрзо ќе ги вклучи во програма да можеме да ги слушнеме и нивните ставови и гледања. Добро вечер, повелете, во програма сте. Сепак не е поминат се уште филтерот. Еве не ми рекоа да го намалим телевизорот, тебе нека ти го пуштат. Океј, повелете во Ајде, програма. добро вечер, господине Јанко. Добро вечер, повелете. Вака, се слушаме сега? Да, повелете. Добро. Денеска е 19 ноември, ден на ослободување на Тетово. Против фашистскиот окупатор, што викаш ти? 19 ноември, ден на ослободување на Тетово од фашистскиот окупатор. Нешто некако не врви. Се ќе ти кажат 49-та година, како одеше тоа. 49-та година случајно и мајка ми и ова баба ми и дедо ми, со децата беа колонизирани у истите вагони, што пред тоа ги носеа у Треблинка и Аушвиц. Исти беа, дали тога беше железницава, ако знаеш, Солун, Скопје, Ниш и може и до Франција одеше. Појма немам како се викаше таа железница. Што викаше мајка ми? Да не носат у Аушвиц. Случајно некој од тие егејскиот дел од тамо заедно со овие наши овде заврши у Војводина. У Војводина Панонија окупаторот нели го ичистија со Средски фронт и тоа. Пред тоа нашите ова вчера што ставеше грчко-македонска бригада кој го чистеше овој терен од окупаторот, дојде и низ Косово и на кај ги пратија у Срепски фронт и пола од нив 70% не се вратија. Затоа реков, тие деца, затоа го кажувам тоа и среќа што не завршија сите у Аушвиц и ова. Ајде, некој има може потеголни работи од мене, ти кажем, и се ќе ти кажем дека брат ми е роден у Банатско пландиште и едина македонска општина у Војводина. Ти благодарам многу. Благодарам многу и вам. Мојот мејл ви е на располагање. Многу мина што сакаат да комуницираат, да поставуваат прашања за Коце Трајановски, еве ви можност. Може би утре после дуелот со Шилегов. Но сега не би ја разводнувал темава. Мислам дека одамна не сме разговарале, ја бар не паметам да се отворило тема за македонците од егејскиот дел на Македонија. Како и со ова сведоштво, еве и гледачов што се јави дел од еден друг аспект, сите ние сме поврзани со тие наши браќа и сестри кои пострадаа во таа граѓанска војна, во таа битка помеѓу една или друга политичка опција. Добро вечер и повелете. Добро вечер. Повелете во програмата. Јанко, почит према тебе и према емисијата. Вечерва е страшно предизвика емоции овој филмот, но јас сум од западниот дел од Македонија. Јас инаку работев во ФАС 11 октомври, кај што имаше многу од егејскиот дел од Македонија. И мора да се јавам вечерва со цел, иако е починан мојот драг шеф ми беше, а и голем другар, Васил Џамбазов, ми раскажуваше во врска со ова, и како младо дете побегнат, замина е во Маđарска, почина е сега и лесна му земја. Но стално му кажував дека ние имаме слична судбина од Мавровскиот крај. И нас не запалиле, Мавровските 3 села ги запалиле и нашите родители, моите родители беа носени за стрељање, па ги вратиле назад и така, значи
сочувство према луѓето, но од филмот мислам дека треба исто да се каже, во филмот го немаше дека прв пат англиската од енглезите употребиле касетни бомби за палење на селата. И по процентуално према она што ви го кажуваше Џамбазот, процентуално значи македонци најмногу се загинати на тој дел од Македонија. Од целата војна повеќе загинале тука него било каде. Сочувство према она за мојот драг пријател и ја познавам цела фамилија, по гласот сигурно ќе ме препознаат, голем дел од нив извонредни луѓе кои што многу добро поминавме и од нив и научив многу работи, посебно до Тинка која ме научи, таа беше од Русија, кај што ме научи салјотка риба со кромит едва е голтна. Се најво. Благодарам. Ова е еден друг документарец кој исто така го има на YouTube. Медиумите многу периодов не се занимаваат со оваа работа, ниту тоа се акцентира. Она што, искрено да ви кажам сега, да не бидам и ја во патос, но не ми е seедно кога ја гледам таблата искршена децата бегалци. Добро, стварно не можам да разберам во централното градско подрачје стои спомен обележје за децата бегалци. Значи не за партизани, не за германци, не за комити, не за комунисти, не за личности, за деца бегалци, деца кои пострадале. Добро вечер. Обележје. Зошто тоа да се уништува, стварно не ми е јасно. Добро вечер, повелете. Во емисија сум, така, Јанко? Да, повелете, ве слушаме. Јанко, поздрав голем до тебе и до телевизијата. Знаете дека сте многу гледани. И сакам нешто да потенцирам до цела македонска јавност. Денес игра репрезентација на Република Македонија фудбал. И тоа дома. На Филип II аренава. Против Израел. Нема директен пренос на националната телевизија, на МРТВ. Тоа е срамота и брука голема. Мате сум подалеку од темава. Денешно, меѓутоа, мора да слушне цела јавно свое преферување више. Вакво понижување нема во ниво турско, ни во прва светска, ни во втора светска. Врз македонската нација и народ. Кажи ми, игра, а репрезентациите, така? Да, вечер во игра од 8:45, тоа е брука невидена. Добро, благодарам. Лека ноќ и пријатно. Ја исто така, луѓе кои ми станале дел од фамилија. Едноставно, мислам дека ретко ќе најдеш македонец кој не е допрен од трагедијата на македонците од егејскиот дел на Македонија. Се обидувам да не ги викам егејци, бидејќи на некаков начин како да не се тоа македонци. Ја ги викам македонци од егејскиот дел, од почит спрема моите пријатели, спрема моите роднини. Ја не сум од таму, но нели се мешале бракови и станале дел од семејството, така што не можам да ја игнорирам нивната трагедија и она што го поминале во животот. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, господин. Повелете, ве слушам. Ова сочувствуваме ние со овие трагедии што се случувале нашите македонски од егејски дел. Меѓутоа, како што речети, забораваме на овие денови да се посетуваме, забораваме што било. Ние одоште не знаеме што се случувало со Македонија, со македонците во егејскиот дел. Меѓутоа, како денеска, нашите политичари, како што не сака со грците се замерат, под наводници се најдат навредени, ќостанки не биле тоа, или бугарите не биле фашисти, или па овие што се власт некои политичари албански, не граѓани албанци. Да се разликуваат албански народ, албански граѓани, албански политичари во Македонија, кои нивните предци вршеле геноцид овде во Македонија и денеска нашите политичари нити со они сакаат да се замерат и по цена да ја амнестираат тероризмот што го правеле во Македонија само за да обстанат на власт. Тоа е кај нас трагедија. Значи, властите наши, оние кои не воделе, кои не водат и кои ќе не водат,
Тоа за нивните лични интереси. Забораја на македончината, забораја на тие што страдале тогаш во Грција, односно од Македонија, Егејска го биле протерувани. Заборавале, се мисля поврзано во контекстот темата. И денес имаме ние раселени лица во Македонија. И денес имаме ние лица обесправени македонци во Македонија кои 2001 година биле во првите редови до ослободување кога на нападнати од таа граѓанска војна, да речеме, од непријателите. И денеска тие лица во Македонија, младици се невработени, чека за работа, за парче леп, замислете, а не да се враќаат нашите политичари, што било во минатото. Трагедија за македонскиот народ, за македонците и за сите оние граѓани кои сакат вистината и почитуваат Македонија. Како што тоа го правиле нашите браќа Срби, ете кои се интересираат, како слушаме и за да влеземе во Европа. Значи, повеќе не сенат, други не кажат историјата, повеќе не сакат, него нашите политичари што не сакат. Не сакат само да дојдат. А тоа да. За политичарите се согласувам. Да не постат македонци. Не знам што да кажам повеќе. Благодарам за јавувањето. Инаку документарци има и од други земји. Еве што туку ми прати и документарец од Полска, значи полската телевизија кој го направила. Македонската телевизија има направено безброј, па и приватни продукции и така натаму. Мислам дека на Македонско сонце колку пати само се пуштало и објавувало. Но еве во мојава емисија решив и јас да дадам малку прилог, малку сме погледани, нели, покомуникативни и нели на добро место сме каде за вакви работи. Види, ова не треба да се шири омраза. Ова не треба да се заборави за да не се повтори. Драги мои, има македонци кои се загрижени, кои она што го гледаат што се случува со Македонија, овие премрежија, ова одбивање да Македонија стане една саглам држава, да се стабилизира, за нашиве деца да имаат некаква иднина и просперитет. И кога тоа го немаш, како да не се свртиш на овие ужаси кои не се случиле пред 2000 години, се случиле што се вика живи сведоци. Луѓе ми се јавувате, вие ми зборите за овие работи. Колку мина само ќе се препознаат на овие снимки. 70 години не е ни цел човеков век. Добро вечер за следниот гледач, повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господине, повелете. Ве слушам, иако иде снимкава, значи во студија во живо сме. Да те замолам нешто. Во прошла емисија имаше човекот што збореше за ова речи за ракот и за имотет што беше. На YouTube ја има емисијата, сега имаме друга тема. Не, можеш бројот телефона да ми даеш или пак не можам вака. Благодарам за јавувањето. Утре ќе се објасниме убаво и ќе разбереме. Ќе имам отворена тема утре, ќе може да се јавите. Да ја од почет да ја задржиме. Инаку ја вака, да знаете, нити смеам, нити некој може да каже дека овдека се зборело за лек против рак. Крај на муабетот. Тоа е забрането и со закон. Ако такво нешто направам, ја идам во затвор. Ако некој дошол овдека истото го направил, ќе одговара. Така што ве молам. Треба да изгледате емисијата па да видите за што се работи. На мојот YouTube канал ја има. Ке има и репризи од истата. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Значи, сакав да коментирам преходниот гледач што беше пред 1-2 гледачи околу утакмицата, фудбалската утакмица меѓу Македонија и Израел. Ја не би го коментирал сега и би ве замолил утре вечер, нека помине и над преварот, вечерва темата за сакам да кажам дека тоа само најобични спинови, биејќи тоа не може македонска телевизија по своја наоѓање да пренесува нешто што не е дозволено од УЕФА, фудбалската федерација. Благодарам за јавувањето и на едниот и на другиот. Ако не ја задржиме темата, јас си идам дома, искрено да ви кажам, значи, ретко наметнувам теми, кај мене е стално 90% е отворено. Денеска имавме повод, ако се задржите во ред. Ако не, ја нема да ги поддржам другите теми вечерва. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете.
Па се јавам во врска со филмот што беше од српската телевизија вечерва. Го гледавте? Па го гледав и некако ме дојде да ви кажам некако. Затоа што сум како млад човек бев еден сведок во тие настани, да речем во беганците. Тоа беше некаде пред земјот ресот. Ме слушате, господине? Да, ве слушаме, господине, ја молчам за да може слободно да зборите и да ве слушнат сите. Пред Скопскиот катастрофален земјотрес, јас учев во кај што е сега владата на Република Македонија, таму беше женска гимназија. И таму беа две гимназии, Јосип Брос и Орце Николов, и јас учев во Орце Николов, ние бепе прв. И тука, тоа е се да не одам на долго и широко, и имаше ученици македонци од бегалците, што од Егејска Македонија, од дојдени некои од, да не речам, од Полска. Верувајте, толку ми, така ми беше, се здруживме и да кажам, да не одам на понатаму, страшно беше. А исто и предходно како помало, да речеме во едно село, да не го спомнувам сега, дојдоа исто деца бегалците директно, мали, помало, како мене, да речеме. Ало? Да, ве слушам, господине, молчам затоа што со внимание ве слушам. Тоа ми беше. Ако е тоа, се ви благодарам за јавувањето. А инсертите кои во моментот ги гледате не се од српската верзија. Српската верзија што го гледавме, филмот е, се вика, може компјутерот, значи се работи за квадратура круга. Тоа е на Радио Телевизија Србија, официјалниот канал на емисијата Квадратура круга. А ова што е екзодус на македонците во Егејска Македонија. За жал, може да го чујам гласот, пушти ми и овдека. Значи, документарец со текст и со песна, нема нарација и нема белек кој го има направен. Значи, со сведоштва на луѓето. Исто така, добив уште едно, го добив на месенџер од господинот Игор Антовски. Тоа е исто така YouTube канал, направен од полската телевизија, објавен на 9 јуни 2019 година. Пјетро Алексовски се вика The Macedonian Polish Film Institute. Еве само на кратко да видиме за што се работи и ќе продолжиме со телефоните.
најдеме некој друг термин каде што ќе го имитуваме. Трае 46 минути, не знам дали би имале право, но мислам ќе најдеме некој модус за да ви го емитуваме, ако не на YouTube се вика The Macedonian. The Macedonian. Океј, да, ова се тешки теми и има доста голтање сувиги вречиња при овие работи. Ова се живи сведоци на тешки трагедии. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете во програма сте. Сакам само да констатирам дека тоа беше навистина голема трагедија за нашите браќи и сестри во Егејска Македонија. Тие години за време граѓанската војна извршено е големо етничко чистење и таа граѓанска војна можеби со намера беше и така направена како божемен граѓански судир меѓу десница и левица, меѓу комунисти и конзервативци, но со крайна цел да се ишите етнички Егејска Македонија. Еден гледач спомна, не беа касетни бомби употребени во тоа време, туку напалм бомби. За прв пат напалм бомби со помнење со гориво, буквално беа горени од воздух македонските села. Знаете, после толку временска дистанца, се тоа што се случува денес со политиката спрема Република Грција, нејасно зашто македонските власти не побара барем и трошка извинување за тој геноцид што беше направен за време граѓанската војна. Имаше нешто спомнато само за хероината Мирка Гинова во парламентот на Република Грција, но еден гест на добра волја, на извинување за се што пропати тој народ од Егејска Македонија, до ден денес од страна на Република Грција не е ништо сторено. И во тоа светло, Преспаскиот договор, на вистина човек не може да го разбере. Зашто се работи? Споменот буквално е избришан кон сите страдалници со сето она што е направено во Преспанскиот договор. Не знам кон што води, нека биде и кон помирување, како што спомна ти Јанко, дека да не се повтори. Во ред е да не се повтори, но да не се заборави сета таа трагедија на луѓе кои уште ни се современици, кои уште живеат. Дали на нашите простори, дали во европските земји, или дури и подалеку. Но сето она што го направи, што го направија тогашните власти на Република Грција, сите тие трагедии што ги снавидува нашите браќи и сестри, мислам дека барем основно елементарно извинување треба да следи од Република Грција. Вака човек не знае како се тоа да го разбере. Велам уште еднаш, нека им е вечна слава на сите луѓе што падна во таа граѓанска војна и прошка барем од нас македонскиот народ спрема нив, бидејќи не сториме доволно за нив. Многу христијански од ваша страна. Да, не сторивме доволно за нив. Тука е нашиот пат. Секогаш можевме повеќе да помогнеме. За секому, секогаш. Да не отворам уста, нема да ја затворам пола сат. Благодарам за јавувањето. Добро кажавте со себе на крај, се согласувам. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Да ти кажам искрено, и мене очите ми се насолзија. И велам, фала Богу, то сепак има документарни филмови инцерти, за да не може некој да каже тоа не било вистина. Кој ги гледам овие дечиња, се сеќавам јас на моето детство. За среќа го живеев во Југославија, во слободна Македонија. Дека е ова точно. Ние добивме снава од Егејска, Беломорска Македонија. Она живееше во селото Бапче. 5 деца.
разделени во Полска, во разни школи, пунктови и слично. Случајно давале приредба, едно прихватилиште, приредби давале другата недела во другото прихватилиште. И на пауза, пред да јадат, си доаѓале да си покажуваат, еве кај јас живеам во мојата соба, во мојот интернат. Ти како се викаш? И замислите, се наоѓа со својата сестра. Значи, сосема случајно. Од кое село сте, од Бабче, од која фамилија сте, и се наоѓа, тоа било плачење, а можете да замислите, биле недека 9-10 години, без родители. Не е ли то трагедија? Не е ли тоа геноцид? Што сакаат овие денеска да го прикажат како граѓанска војна. За мене не е граѓанска војна. За јавноста, не знам, Јанко, а верувам дека и ти знаеш. Дали знаеме кој е мажот на кралицата енглеска денеска? Тој е Филип, грчки принц. Сите тие учествувале во тој геноцид. Не случајно дојде овдека мејл во Македонија да го подржи Преспанскиот договор. Замислите, они се може да направат, али не можат овој филм да го избришат. Иако лично мислам, македонската влада, ќе ја кажам под наводници, требаше ова јубиларно да го прикаже. Требаше да и се каже на грците дека ние како македонци и тогаш не постоеле. Јас лично, Јанко, ти ми допуштиш уште минута-две? Не, имаме гледач на линија, па не би било фер спрема другите, бидејќи има навистина што сакаат да се јават, а вака изнесовте убави работи, многу емпатични, и ја ви благодарам поради тоа. Но утре ќе имаме повторно отворени линии и се надевам дека повторно ќе се слушнеме. Во интерес, нели, на парламентаризмот да многу повеќе луѓе ги слушнеме, сепак ова се емотивни мигови. Ви благодарам уште еднаш. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, господине, и повелете. Јас се јавувам од Виена. Да сте живи и здрави, блажесиви. Исто и вие и тие сите кои се останати преживеени, да им дај Господ здравје. Добро. Да живеат години. Дали сте вие некој од кој живеел порано и дел од таа бегалска криза? Од тој екзодус? Па има уште од тие деца кои живеат ден денес. Не, дали сте вие? Не Добро, сум јас. повелете, продолжете. Им пожелувам долг живот и многу среќа на сите тие. И го гледам и го знам нивниот живот каков е бил. Само мене ме интересира од тие деца бегалци ден денес се во политиката, во владата, што прават таму, што тие не ја гледат сликата или ја имат заборавено таа слика, па неќат или не сакат, или не знам кој разлог, за кој разлог неќат да го кажат пред нас, пред сите кои не, уствари, доста знаеме, а и доста и не знаеме. Добро, благодарам многу за јавувањето. Поздрав до вас, лека ноќ и пријатно. А ние веднаш го вклучуваме следниот гледач. Шубаво вака од Виена. Следниот прати една сахер торта. Ало? Ало, добро вечер. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Вака се, Јанко, Македонија еднушка ја распарчија, ме слушате? Се слушаме? Да, господине, сакате да зборам или значи, вие да зборите? Македонија еднушка ја поделија и повеќе не се обедина. Полска 3 пати беше разделена и 3 пати се обедина. Меѓутоа сакам нешто друго да кажам. Може да зборам? Ја знаете Добро. темата, ако е за темава, продолжете, Да, ако не, утре. Да. Ве молам Видите, побрзо само, да. Ние значи да
да не мислиме дека само ова граѓанската војна беше она најтешкото нешто, него имавме и други ситуации. Тоа беше 1767 година, кога грците успеа да ни земат црквата, манастирите и така натаму во турскиот период. Меѓутоа, уште пострашно од сето тоа беше 1014 година, кога Византија, тогаш беше повеќе од 150 години апсолутно грчко царство беше Византија, и ослепија војската на цар Самуил. Тоа беше од позиција на Грција. Добро, Значи, да не идеме најголемата широки, трагедија. малце да се задржиме на екзодусот. Што е поентата? Да, така. Сега, најлошо поминаја егејците, Егејска Македонија. И јас слушам лошо меѓутоа, што да правам, тако ви е звукот се, готово. Значи, најлошо поминаја нашите егејци, македонците во Егејска Македонија. Тие го најтешкиот терет го поднесоа. Многу има да се зборува, меѓутоа да не се забораат овие клучни работи, кои секогаш грците успеваат наздане победат затоа што кај нас е грешката. Ево, последни неколку години се гледа. Све се направи во интерес на Грција. Ништо не се направи во интерес на Македонија. Ние мислеле дека се направи. Некој мисли од нас, јас сигурно не. Мисле дека кузни што сме направиле со тоа што пишаме некакви договори со нив, али тоа е една мизерна работа. Тие успеа да не нас поразат и тоа е толку видливо. Многу има се зборува, али ќе прекинам. Благодарам многу. Лека ноќ и пријатно. Одиме со уште еден гледач. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Да, повелете. Јас сум од тие децата бегалци кои сум доживеал сите овие услови кои македонците во Егејска Македонија сме ние кои не измамија и две војни во Втората светска војна, две војни од 41 до 44 и од 45 до 49, две војни преживеавме. И грците ни измамија. Од јас ти кажам, Јанко, сум 70 годишен аналитичар. И стално се јавувам по телевизија и кажувам за ситуацијата во Грција. Го доживував како дете бегалец. 8 години бев, сега сум 80. И тие ни прават до денес дека ние не сме никој ништо. И јас порано се јави дека кога се собиравме во Солун, во Лерин, 2003, жената од тука од тука е од Вардарска Македонија, не ми ја пушти, вика нема господине таму амбасадата. И јас кај вино жито со раководството бев и им кажувам дека таква тортура добиваме од грците што денеска не ми даваат извод да се извадам од селото, кај што сум роден. А кој село сте родени? Во кое село сте родени? Одма сум кај Киселава вода, Пелистерка, 200 метра натре и бидејќи е и бидејќи селото до самата граница... Егејска Македонија. Да, и натре во Егејска Македонија, бидејќи во Леринско. И бидејќи... Во Леринско е ова. Добро? Да, и бидејќи ние како македонци, куќата кај се отидов да видам, постепено ја уништуваат дворот, се е направен на нула. Уште една мала собичка има, тука бидејќи до граница, да не постои македонско население. Имате ли уште роднини таму? Имам братучеди, роднини таму, фамилии, они се прилагодени, живеат по услови, по нино, и си кажуваат дека се македонци, ама не добиваат ништо. И видете во Фијадис Маркос и Никос на партијата секретар што беше, дека измамија. 7 души отидоа во војна, сите загинаа. Братучеди, брат, Чичковци, на Грамос, на Вичо, и нас ни вика, ќе добиете
македонците јазик и ќе како македонски ќе бидете почитувани. Значи, знаеме за тоа историски дека се прелажани македонците, но велите дека и денеска има таму македонци кои се свесни дека се македонци и кои се декларираат како македонци. Да, ете. Минатата ноќ имавте. Значи, геноцидот не успел. Имавте горно Врбени, во село Македонско. Да. И во Воден. Во вашава телевизија пред 2 дена. Знам, и таму кажува новинарот дека ете македонски и македонски зборуваат, меѓутоа под голема истрага. Благодарам многу за јавувањето, фала ви за вашето сведоштво. Малку ме збуни со местото на раѓање. Во ред одиме со следниот гледач. Ало? Господјаве и уште еден, па ќе завршиме. Да? Повелете, господјове, слушаме. Добро вечер. Добро вечер. Јанко, многу ти благодарам за документарниот филм што го емитуваше на твојата програма. Нема проблем. Јас сум родена во Вардарска Македонија. Жена сум 66-7 години. Сум учела основно, средно училиште, добро факултет, не. Меѓутоа, за време на моето школување во тогашна Југославија, јас никаде не прочитав за егејци и за македонци од Егејска Македонија, односно Беломорска или денешно во Грција. Судбината сакала да се омажам за егејци. Кога дојдов јас во таа куќа, тогаш сватив кои се тие што овде ги викава дојдова егејците на белиот леп да ни го јадат, станови да земат без пари, а тие таму, дедо му бил на печалба во Америка, и што ми покажуваа слики на свадби од 36-та година, 34 и порано тоа, во Скопје, уште одеа во селски алишта, а таму беа со шешири насликани, со лептир машна, зошто беа така злобни? Оние со инка старите. Зошто дел од граѓаните на Македонија беа злобни спрема овие? Не знам. Мажот ми е повратен од Ама не беа сите така, вие сте го сакале, вие сте го почитувале, јас имам роднини. Значи не сме биле, имало хейтери по некој, ама генерално не беа сите такви, нели? Па не беа. Да не остане по вашето сведоштво дека македонците ги мразеле бегалците од егејскиот дел на Македонија. Така се доби впечаток. Да. Повелете да искажете се. Видите, да сакам да ви кажам. Мажот ми бил како дете со помалата сестра во Полска. По старата сестра една во Русија, друга во Чешка. И во Македонија, кога дојде во Југославија овде, тогаш се собра фамилијата. Добро. И многу е благодарен на полската држава, што го школувала, што го чувале, и тоа не може да го заборави никогаш. Го гледавме и филмот полскиот, што вие сега почнавте да го кажувате. И убаво е такви филмови да имате, и само една, да кажам, апел до нашиот народ. Нека не го уништуваат споменикот во Жена парк. Ето, ви благодарам за јавувањето. Мене не ми е јасно зошто е. Ајде да разберам да е некаков... Не знам која е пораката тој споменик да се уништи. Стварно не знам зошто некому би му сметал. Ете, толку. Тоа е моето. Пазете, тоа е символ како една жена со деца, со вреќа, се обидува да се спаси од бомбите, од ужасите на војната. И зошто тоа би му сметал еден од похуманите споменици во градов е. Одиме со последниот гледач за вечерва. Добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Јас сум од Егејска Македонија, мислам повратник, како тоа се толкува. Живеев од 3 до 16 години во Чешка, а инаку сум мајка на Салентије, Саша. Да. И благодарам многу за тоа што
го прикажавте филмот, мислам, тој и полскиот. Каков ви беше животот таму? Како ве пречекува? Видите, јас дете бев 3 години. Како да ви објаснам? Паметите нешто? Па, памтам, сака да ме посинат. Аха. Да ме земат, али тетка ми по мене се трчаше и така. 3 пати ме крадела. Оф, души. Да. Судбини. Добро. Во ред. Ај да не се подсеќаме на тие моменти. Не, Сега треба да се подсетувате. Ја и ве поканив да се подсетувате. Ја ве подсетив со нив, затоа што видите, да не се повторат. Јас сега многу среќно живеам, така да... Сакате да заборавите, а? Да. Добро. Со мажот ми многу убаво живеам и нема проблем. Благодарам. Благодарам и на вас. Лека ноќ и пријатно. Знаете што? Документарците ќе ги пуштам и ќе се пуштаат затоа што тој што сака да заборави на некој начин ќе го одобри утре новото злосторство затоа што тие што нема да го знаат ќе им се повтори. Затоа не треба да се заборави, треба да се прости, но никогаш да се заборави. И со тоа може да се живее и среќно и продуктивно, а тоа е искуство, таа траума што сте ја доживеале, да се пренесе на идните генерации, а тие можат само подобри луѓе да бидат. И никогаш да не дозволат утре такво нешто било кому, било каде да се деси. Сосема за крај, малку музика. Па ова е, бога ми, едно 10 минути. Пушти го гласно. Пушти го. Ова е некој настап Македонец Маринас 2018 велат не нема. Во егејскиот дел на Македонија, значи малце попристојни и по-добро ситуирани луѓе македонци кои, на еден начин се еманципираат преку музика, култура, забава, на еден неагресивен начин и таквиот начин секогаш е повеќе успешен и прави поголема разлика. Тоа беше се за вечерва, драги мои пријатели и пријателки. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатна ова и слушајте.